Како можеме да развиеме трпение? За да развиеме трпение, треба да почувствуваме дека сме започнале духовно патување, внатрешно патување, кое има цел и дека таа цел не сака и сме и потребни колку што ние ја сакаме неа и таа ни треба нам. Таа цел е подготвена да не прифати, да ни даде што има, но тоа ќе го направи на свој начин во Божиот избран час. Мораме да знаеме дека Бог ќе ни го даде неговото богатство со време. Трпението никогаш нема да ни каже дека тоа е безнадежна задача. Трпението само ќе ни каже дека или не сме подготвени, или времето не е зрело. Ние можеби ќе имаме чувство дека сме подготвени, но треба да знаеме дека нашето интегрално битие, целото наше битие не е подготвено. Нашата душа можеби е подготвена, нашето срце можеби е подготвено, но нашиот витал и нашето физичко можеби не се подготвени да ја достигнат целта, која е светлина и вистина. Кога целото наше битие ќе биде подготвено, целта самата ќе зазори во нашата тежнеечка свест. Кога ќе дојде часот, целта како магнет ќе не повлече кон себе. Треба да почувствуваме дека трпението не е нешто пасивно. Напротив, тоа е нешто динамично. Со трпението ја развиваме нашата внатрешна сила, нашата внатрешна моќ на волјата. Вистина е дека ако имаме моќ на волјата, лесно можеме да стекнеме трпение, но подеднакво е вистина дека кога имаме трпение, нашата внатрешна волја се развива себе на посебен начин. Ова извадок од книгата Мудроста на Шри Чинмој, од Шри Чинмој. Книгата е достапна на нашата веб страница meditacija.mk, како и на книги.mk, каде што може да се погледне краток извадок од истата. А може да се нарача и преку нашиот Facebook профил и нашиот Instagram профил Медитација.